Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден од Канал 5 телевизија, нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. Расположени и денеска со еден убав рецепт и добар гостин. Се надевам дека дома, готвејќи и вие, ќе заиграме и запееме заедно, затоа што нашата емисија е токму затоа. Како ви велам јас, тенџерчињата настрана за да не ви загори ручекот. А гледајте го овој рецепт, можеби токму овој рецепт ќе ви прирасне до срцето и ќе го направиме заеднички во овие наши 30 минути кулинарско шоу. Знам дека со нетрпение очекувате кој ќе биде мојот гостин, а јас ќе ви кажам дека тоа е една наша многу драга особа, личност која што вие многу ја сакате, обожувате неговата песна, исто така и од самите негови почетоци кога се појави публиката едноставно вриеше, сакаше да го слуша, сакаше да запее, а јас најмногу сакав да го гледам затоа што заедно со неговата сопруга знаат да направат едно убаво музичко шоу кој што сите ги крева на нозе, а веќе и фамилиарно. Ни се одселија во Австралија, тагувавме зошто ни замина, но тие се многу среќни таму и среќни не прават кога ќе ги видиме многуте видеа и настани кои што се случува, затоа што нашинците во Австралија си ги откраднаа од нас и заедно со нив, ете, си ги прават сите убави забави, домашни, семејни и значителни за нашата земја Македонија и таму се прославуваат македонските празници. Веќе можеби нагодувате кој ќе биде мојот гостин за денеска и јас од се срце си го поканувам Новица Василевски, но од Македонија, не од Австралија. Добре ми дојде. Многу се радувам што ми дојде. Се радувам. Добра сум, фала му на Господ. Еве не повторно со гледачите да бидеме весели и расположени. Вие како си поминувате во Македонија? Убаво. Како ми можело во својата родна грудка човек да се помине, особено кога е заедно со своето семејство? Да. Ние веќе бевме пред 2 години, но оваа година е посебно убаво затоа што и децата полека ни се навикнаа. Како ви кажав јас, плачам кога ве гледам, ама од среќа. Повели овде, затоа што и ќе работиш и ќе пееш. Знам дека и дома работиш и пееш. Тањето ми кажа, века, Новица е експерт за готвење, ама не со кулинарска диплома, ама може да ја добие. Да, кога би се потрудил, може да и би ја добил, да. Секако. Па сакам да готвам, особено за моето семејство и секако за моите пријатели кои ќе ни дојдат на гости. Така да секој што расположен за готвење. Ама сите од Македонија што идат, ви се ваши гости дома и вие правите журки невидени. На наше задоволство, да, точно. Така, добри домаќини. Да, со нашите колеги кои што гостуваат во Австралија, кои ќе ни дојдат во Мелбурн, задолжително се наши гости, да. Јас од срце ви благодарам затоа што и ти и Тања никогаш не ме заборавивте, секогаш ми испраќате поздрави и од таму и кога оди во лајв тоа секогаш е со многу бакнежи. Што ќе правиме сега? Пилешко во кари? Значи сега решивме со оглед на тоа, нели, дека не ограничува времето на некои 15-20 минути, ќе правиме пилешко во кари. Во кари сос што многу често им го правам на моите деца, дури кога беа помали, да, го сакаат. Секако вкусно им е. Некако се научени они на инстант храна, лапни голтни, а ова е баш... Ама и вкусно нешто. Јас до мојот пријател Шпорет ќе го вклучам веќе и ќе ставам малку масло, така? Да. Добро. Малку масленце да го испржиме месото и печурките посебно. Добро. Еве не, сега ќе го подготвиме. На поголема ли треба температура или на средна ќе го поставам? Јас можам да почнем Можеш да си сецкам, почнеш, а јас и режијата ќе побарам и музика, бидејќи тавчето ми се радува кога има песна. Би можело, супер. Ајде да одиме и со песна и со нашето тавче да се радува. Малку оваа мрснотија само ќе отстраниме. Ова супер песна. Така. Ова е многу добра песна.
животот да биде 200 години. Ако може малку, Боже помогни, сите 200 да се среќни години. Утрото со кафе и соло пунче, а за мезе бара младно мејаче. На тена не ми е се во животот, не сум ниту ниско, ниту високо. Ако може малку, Боже продолжи, животот да биде 200 години. Ако може малку, Боже помогни, сите 200 да се среќни години. Животот да биде 200 години. Ако може малку, Боже помогни, сите 200 да се среќни години. Што си побаравме, Да, 200 години. 200 години. Епа, убава желба е и убава песна. Ти честитам оваа песна, мислам нема на кој нема да му се допадне. Па да. Сите си сакат да живеат. Пораката е прекрасна. Ќе биде малку ни задоцни во однос на песната, не знаев дека таа ќе оди да беше кафето на маса. Ќе бидеше таман. Но еве го. Но тука си е се припрема. Бидејќи подолго време сте тука, дали нешто обично кога доаѓате снимате овде нешто ново? Се скрчкали сега нешто ново или непланирано беше? Да бидам искрен и да си го поздравам оваа прилика Горан Милошевски, и мојот драг пријател, така. Мојот искрен пријател душа, човек. И брат, бате Горан Милошевски. Да. Сакавме да спремиме со него песна. За жал го закачи некој вирус во ова летно време. Па тако, вирусите владеат во лето. Не стаса да спремиме да ја средиме. Ама останува секако може и он да ја направи, па да си испеам во Австралија и да можеме да се сними и да се понуди нешто ново на нашата публика, да. Весело вака, како што ти личи тебе, весело. Секако да, имавме добра идеја, идејата не би ја откривала, ама кој ќе слушнат. Да, ќе биде нешто интересно и убаво. Да, нашите слушатели и обожувачи на македонската убавност. Браво, тоа многу ме радува. Да. Реков јас за децата многу се радувам, некако музиката сама ги повлече, генот ги повлече и од мама и од тато. Да, драгчи. Гледам инструментите им одат. Интересна работа со нив што пред 10 години отидовме, ама не сака да слуша. Мислам, нашата музика не ни е сапеа. Се слуша нешто што е модерно, нешто што е, не знам, рап, младите, хип-хоп. До пред известно време, до пред некоја година, особено кога дојдовме пред 2 години, тие толку се заинтересира за нашата музика што дома строго се слуша наша музика. Одлично. Значи, така наша треба. музика. Да. И дури кога се тушираат, нема гасење. Се си оди како што треба. Звучници. Так. На наше огромно задоволство. Тоа е многу убаво. Сакаат музика, сакаат да се дружат со наши луѓе, со нашите музичари кои ќе дојдат од Македонија кај нас. Така.
Веќе тој живот им стана многу интересен и убав. Јас морам да ти кажам, а Тањето сигурно не слуша, ама и незе ќе биде мило, затоа што кога настапивте и заедно таа со Стефан, мислам, Стефан пеше со неа, јас сум седнала до телефонот и плачам, со Петарче беше. Се извинувам, Петар го поздравувам. Толку беа интересни, убави, мили. И мене децата ми велат, мамо, што плачеш? Викам, погледни колку убаво пеат Тања и Петар. Преубаво. Таа фамилиарна гледка. Некако, па после па натапано. Тоа беше нешто преубаво. А за вас како родители сигурно уште поубаво. Огромна радост, огромно задоволство е, драгче, да бидеме искрени. И морам да кажам дека секогаш така ни солзи си поминувам кога ќе видам Тања ја пречекува мама и ја испраќа мама. Јас бидејќи незините родители ги знам и кој ќе ги видам најродно, значи готово, јас почнувам тоа да си плачам. Сега на нас ни е и мајка и татко, мислам, она ни остана од нашите родители, од нашите родители. Да. Ама се радува многу. Многу се радува кој ќе дојде кај вас. Секако. И кој ќе дојде, и кога ќе дојдеме. Така е. Многу радост. Ова треба ли многу да ги крчкаме, зацрвуваме? Мора малку да се зацрва, да. Добро. Оти најако го пуштив, мислам дека ќе се зацрви, ти можеш да си спремаш што друго ти требаше, а после ги додаваме. Супер, на нас во принцип ни се готови сите состојки, печурките ни се тука. Добро. За да си бараме друга песна, затоа си јас. Да, може и да се побара. Да си бараме друга песна. Како стоиме со време, само не знам. Имаме време за да ја слушнеме и втората песна, и потоа и трета, и така, па и нешто ќе си направиме Муавет плюс. Ајде, одиме со песна. Ножот ни стои веќе тука за украс. Пето после работа, лупува дур до сабота, недела мртва, уморна, легнала па се одмора. Жени, калеши, црни и руси, сите се убави пусти, два пати мери па сечи, оти после ке се лечиш. Жени, калеши, црни и руси, сите се убави пусти, за мажите најскапа цена е што мора да се женат. Други со своите све крви, војни си водат крвави, некои лизни мазни се, тие се најопасните, како и да е пак си лош, Господа ни е на помош. Жени, калеши, црни и руси, сите се убави пусти, два пати мери па сечи, оти после ке се лечиш. Жени, калеши, црни и руси, сите се убави пусти, за мажите најскапа цена е што мора да се женат.
pa seći, od ti posle ke se lečiš. Ženi, kaleši, crni i rusi, site se ubavi pusti. Zamažite najskapa cena, što mora da se ženat. Кажи ми, кога беше таму пред матичарот, без никаква присила те прашаше да ја прифаќаш за жена и ти кажа силно да. Не, немаше пушки пиштоли. Не. Па што викаш, мора да се жени. Не мора. Значи, ама би било пожелно. Пожелно би било. Мислам, во ова време нека биде овај порака контра од онаа што кажува мора. Не мора, него во ова време кога да си има семејство, кога сите бркаме кариери, една порака до младите, нека си се оженат и омажат дури и помлади. Може да ја на подоцнежни години, 30 години има кога се ожени. Помлади кои ќе бидат полесно може да се чуваат и семејство и деца, да се имаат и повеќе, нели, и здравие, но и звездата не ти беше дојдена. Кога дојде така, звездата, одма беше врзан, Сека, готово. да. Звездата си дојде, твојата звезда. Треба си дојде моментот, да. Така, одлично. Ова не се крчка таму. Сакав да направиме една емисија со тебе и со Тања, како се однесувате дома. Но мислам на следното доаѓање тоа ќе го направиме. Кој повеќе готви дома? Ти или Тањата? Ја. Ти? Ја. Така. Или како во песната е ова, од понеделник командир до вторник, или не е така? Не имаме ние команди, сега тоа од љубов. Ама Тањата многу и работи. Јас како што гледам, премногу е зафатена и е вредна, да, е вредна, да бидам искрен, е поактивна и на социјалните мрежи. И е поактивна и генерално со... Па добро, и договори, преговори, каде треба да пеете, каде да настапувате. Она си ги тера и менаџерските работи. Многу тоа и прилега, некако природно си го работи. Јас и од сестрата си честитам што ете така настапува. Многу природно, а заеднички спа уште посилни. Да, секако. Ама и на крајот на криштата, мене ова повеќе ми причина задоволство. Да речеме, Тања се грижи околу куќата, околу хигиената наша во домот. Јас некако одбрав, го сакам. Ама какви бевте интересни, јас морам да кажам. Ама на скалата како те тераш, ајде да кречиме заедно. Кречење, местење, завеси, правење. Ти помагаше машки. Ми помагаше, да. Е, тоа максимално. Ти е турна некој пат тако, колата. Со фоликолар. Ама секој знае да го уреди домот во така навистина убаво и за новата година, за празниците, за секојаш. Ти бавчета, ти правите бавче дома? Македонска. Бавче во Австралија. Е, така. Домати, пиперки, краставици. Секогаш има. Треба ли ова уште да се зацрвува? Имате значи домашен домат, бидејќи имаме 10 минути, ќе ни биде до крајот на 10 минути ова. Сега да се го поздравам во оваа прилика другар ми Жаре. Он се го прави расадот, пошто ја нема време. Значи се прави ми собствен расад. Браво, одлично. За домати. Кој те научи? Кој те научи? Кој ме научи? Читаше книга? Не, имам многу луѓе. Мајка ми тоа правеше дома. Во ова време можеш се да научиш. Да, од интернет, така. Прашуваш така. Ама има и многу наши луѓе таму што се веќе искусни. Не, треба да се знае расадот во каква земја, па како да се прска, кога да се плеви, да се открива, полева и сето тоа. После да се расадува. Нашите луѓе таму несебично го делат тоа. Како треба да се насади и расадот. Ке носите од тука семе? Не смееме. Не смеете. Не смееме, Радо. Како порано вела, носиме семе во чорапи. Ама имаме стари семења таму, значи луѓето што се преднесе таму. Уште малку ќе се црви скроз. Добро. Да. Јас ќе побарам рецептот на денот. Да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт и потоа ќе продолжиме со песна. Пилешко во бел сос. 500 грама пилешки стек, 250 грама кисела павлака, 200 грама печурки, една лажица сенф, една лажица кари, масло, сол и бибер и други зачини по желба. Ете, сето тоа нам ни е потребно, додека јас читав Новица беше вреден да ги постави и печурките веќе тука да ни крчкат. Да, веќе ги ставивме, да не губиме време. Какви се зачините таму? Исти како нашите сакате? Зачини ги има нашите секако, ама ги има и од цел свет.
Така. Како што веќе и овде ги има цел свет сите зачини, но муабетот ми беше дека го читаше рецептот индивидуална работа, значи може нешто се додаде. Да, секој по вкусот, секој по вкусот. Секој по вкус, сега кога ги гледам овде зачините ми доаѓаат сите да ги наставаме. Многу идеи, да се стави, може малку ориганце, може малку сусам да се додаде во пилешкото, доколку некој го сака вкусот на сусамот, така да печурките преска баш си правевме мовете дека се дури некој живи си ги може да бидат пржени, може да бидат попржени, а може да бидат и живи. Новица, ние сите дома ги сакаме и орце додека пржи си јаде. Директно од тапчето. Вели најубави се од централа. Сега ги мешаме, така? Ги промешуваме, значи пилешкото ние малку не готово пред крај. Добро. Ние малку црвено. Одлично. Сега што треба да ти додадам? Сега треба да ги зачиниме. Добро, што ти треба? Еве ти со златна лажица. Малку севчето прво, малку, значи го омекнува месото и му дава повели интересен вкус. Значи малку сев, пак е тоа. Еве ти кари. По своја желба, колку човек сака, како сака, карито на крај ќе го ставиме. Добро. Тоа е, значи, ќе биде многу малку кари, затоа што нашите луѓе не се многу навигнати на тој вкусен малку преак. Секој си сака по себе, да, така. Некој сака повеќе, некој помалку, ние ќе ставиме малку. Добро. На крај. Кога веќе ќе ги спои. Ајде, додека ти си ги спојуваш работите, јас си барам и третата песна, за да си имаме време за песна. Можеме, и додека си крчкат тавчињата да ни се радуваат, си бараме песна. Си добива и добра боја. Седиш на друга маса, девојка прва класа, убава како Боинг, опа, плати скрои. Седиш на друга маса, девојка прва класа, очите ми ги бараш, опа, добро шараш. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле изгуби глава. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле не знам што права. Ти знаеш колку вредиш, затоа така седиш, пред сите ти се фрскаш, опа, баш си српска. Ти знаеш колку вредиш, затоа така седиш, јас само такви барам, опа, ќе те ќарам. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле изгуби глава. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле не знам што права. Ти ме пикна, Барбика плава, леле изгуби глава. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле не знам што права. Кукла на штикла, во белја ти ме пикна, Барбика плава, леле изгуби глава. Кукла на штикла,
Во белја ти ме пикна барбика плава, леле не знам што права. Смееш кога пееш да видиш барбика на штикла и да кажеш? Па смеам, обично барбиките плави ја бараат песната. Мислам дали другарка ми се љути, на тоа мислам. Работа се Не љути. се љути, знае Ама колку многу работа ја се сакаш, љути, да. затоа. Еве ти е и павлаката. Супер, значи гледаме се каква боја доби и мевцето од Сенфот. Така. Убава боичка доби, а и убав вкус, а има и Убаво мириса. и сочност, да. Додадовме бибер, сега, додадовме да. сол, додадовме Пред да сев, ставиме сега павлаката, малку уште малку кари. Значи, карито е многу силно и затоа ќе ставаме малку малку. ќе ставиме, барем во нашето семејство, не сакаме многу да биде вкусот на кари да преовладува. Новица да ти кажам, имавме гостин, ваш колега, Саша Николовски, да го поздравам. Поздрав Го голем. правеше овој рецепт на негов начин, исто така, нели, како што рековме. варијации, нели, И после. додаде путер од кикирики. И да зашто се не? чудиш Интересно. колку убав вкус. Интересна Затоа те идеја, подсетувам следен пат кога ќе готвиш дома да го Интересна пробаат. И интересна идеја, еве и за гледачите, но и Видете за нас. бојата што е убава. Да. Сега Пролига. додаваме павлака, Прва побрзен лига. мајсторе, Накрат, недели побрзаме. уште малку време, Готово. 3 минутки, оти То? тешко сега нас. павлаката е многу кратко, значи да се така. Да. измеша убаво. Опа, ништо. Оле. Добро. Му се јадело на пропуст. некој многу. Да. Добро. Добре. Никаков проблем. Момент. Да се измеша многу кратко ќе ни треба. Добро. Колку да се Спој. спои заедно, да. Како би рекол Нино Величковски, да се хуманизира. Ано, многу интересно го кажува он кога готви. А Нино тука легенда секогаш е легендата наша. Поздрав до Нино голем. Ќе го поздравиме затоа што ќе спрема нов рецепт. Интересен е многу и публиката Морам да кажам исто една така го анекдота за сака. Нино, стално ја кажувам таа. Така, во готвачка форма. Во едно време, во едно време го гледаме на семафори со Тања и му свирам, му дигам рака, не ме приметил. Така. Го бркам еден семафор, друг, го фаќам на семафор, спуштам ова прозор, Така. го спуштам, Нино ме викам, те бркам, што прави, викам, човек. Вика, број ги гости, вика, свадба правил, број ги гости, не знам, вика, Колку куде ми гости? куде ми е глава, вика. Броју ги Број ги гости. гости, вика. Ова е готово, драгче. Добро, Ова е можеш готово, веќе значи, да го сервираш. Сосема малку Јас требаше да само. повлечам една лажица. Да. Ово можеме можда да го собереме на хартија, само дај ми го да го собереме Вели? што падна. Без гајле, може не ми ми и е, на да. крај. Не се секи. Нема гајле? Ајде, Окей. сервирај го. Сервирај го. Тука, овде Да, напред. можеш и тука Напред. ќе го Можеме поставиме. напред? Супер, Да. одлично. Можеш. Суперски. Јас да исклучам ова, веќе не ти е потребно. Ете така. Донеси ни го овде специјалитетот. Си е. Ајде. Без заборавив Магданос китка да му Магданос ставиме. убаво ќе А не беше, ли да. малку за китка, како Убаво велам ќе јас. беше, да, Еве малку ти да го- една на тебе, една за мене, за да видиме што мајстори Можеме да е на лажичка. сме. може Еве, да повели, да. чиста ти додадов. Супер, тоа е Ете, тоа. повели, за да пробаме. Па супер мајстор испадна, и убаво ни пееше, тука веќе си спотивме, играјќи, пеејќи, готвејќи. Новица, ти благодарам што одвои од твоето време да ми бидеш гостин. Беше големо Многу се радувам што на бегање ве фатив, кога си веќе поаѓавте за Австралија, но еве ми направивте чест да бидете мои гости и тоа мене многу ме радува. Исто е, значи, ми се стварно благодариме на поканата, емисијата ти е со една прекрасна енергија, значи здраши Така. со прекрасна Благодарам. енергија, тоа го знаеш. Да. Гледачите гледаме околу исто уважаваат да те гледаат, значи. Едва чекаат да дојде чекаат да се терминот види за тој момент, да. емисијата. Убаво е да се види човек нели во друго светло. И Јавните личности, предпоставам дека јавни личности Така. и од друга фела, мислам. Така се каниш и да. одсекуваш, ги покануваме сите познати личности. Вака да си пробаме. Пробај си. Ете така. Малку. Ајде. Мајсторе, Чука. имаш Слободен. чиста десетка.
вкусот погоден. Убаво е се. Драги мои, направете го овој специјалитет затоа што е лесен, затоа што е убав. Едноставно продолжуваме и понатаму да готвиме и да пееме. Ве сакам!